се обиде таа служба со оперативен план да ми подметне дрога, да ме фати со дрога, за да може да комбинира со мене. Тоа се зборови кои што ги пишува таму. Значи, мислам дека свежината што сакав да ја внесам беше таа, да се види дека навистина таму има луѓе кои што се неписмени, кои што господарат со нашите судбини и кои што треба да се срамат од тоа што го прават. Но се заврши на тоа. Ми се чини дека ВМРО-ДПМН во првиот мандат како влада не стори доволно за да расчисти со овие служби. Може би дури и некои луѓе се конформираа со методите кои што ги дават и алатките кои што ги даваат тие служби. Така што јас имав известувања од Љубе Бошковски дека тогашниот премиер повторно ме слуша, ме прислушува. Немам зошто да се сомневам кога еден министер за внатрешни работи ми го кажува тоа. Значи, мислам дека во тоа време се прокоцка една многу добра можност да се расчисти со тие служби, а со тие служби може да се расчисти само змијата ако се фати за главата и ако и се смачка главата. На друг начин не може да се расчисти, бидејќи потоа тие служби наоѓаат начин да дојдат до власта. И се надевам дека оваа емисија можеби ќе има мал ефект ако сегашнава власт овој проблем го свати сериозно, бидејќи мен апсолутно не ми е јасен Тито Петковски. Зошто ја отвори во овој момент оваа тема, што е позадината, сака ли да се пресметува со Бранко Црвенковски, си имат ли они некои партиски проблеми, сака ли да си ја подигне цената во сака ли да си ја подигне цената. Темата е пар екселанс интересна и значајна за развојот на демократијата и мислам дека оваа власт треба сериозно, за разлика од сите претходни, да стави пречка и веројатно во таа насока може да се сложиме дека е потребен законот за лустрација, кој што би опфатил малку повеќе, не само тајните служби, него би завршил и во судии, а претпоставувам и во политички играчи. Мислам дека во таа насока изјавата на премиерот дека случајот од 2001 генерално не е затворен. Мислам да се надеваме дека е токму во таа насока. Еден битен сегмент е се новинарите, нели секој за својот двор да се расчисти. Бидејќи, слушајќи го Филип што кажува за неговото досие, дел од такви подметнувања, шпекулации, потоа се користат во брифирање на своите новинари. Јанка, само извини, мала дигресија. Тоа не го прави тајна служба. Тоа што го има кај мене во досието, тоа може да го направи само мафија. Значи, едно е... Да кажеш дека нашава тајни служби работеле мафијашки, мислам, јас не... Точно тоа сакам да го кажам. Но потоа деталите дека Филип направил ова или она, оди по целиот синџир, тие работи излагаат и во јавноста, вие ќе бидете пласиран медиумски како е, нели, проблематично дете со сите тие елементи, вие никогаш понатаму не можете да ја симнете таа етикета. Значи, говорам за еден исто битен сегмент во оваа мрежа, тоа се медиумите. Тоа тука ви доаѓаат оние фантомски експерти, тука ви доаѓаат нашите извори, тука доаѓаат оние писма со името и презимето непознати на редакцијата. Може би за тоа и токму лустрацијата. Мислам, може би звучи, доаѓа од латински збор, токму е тоа прочистување, или ја би го нарекол демократска екологија. Едноставно, на демократијата и треба свеж воздух, и треба кислород, затоа што очигледно се гуши од една категорија на луѓе кои едноставно системот го претворија во опозит на она што е вистински демократски систем во секоја држава, кој почива на вистината, базата на вистината и на правата и слободите на граѓаните. Претеруаат ли кога велат дека татковците беа главните, дедовците беа главните возна, нивните синови го чуваа социјализмот, а нивните внуци во